Досегашниот лидер на Алијанса за албанците Зијадин Села ќе води партијата и во следните 4 години. Тој ја доби довербата на мнозинството од делегатите на вчерашниот вторпартиски конгрес. Беше избрано Централното собрание и беа усвоени статутарни измени, за како што велат да бидат поефикасни и поорганизирани во пресрет на изборите. Новата платформа на партијата предвидува еднаквост во државата и уставни промени, рече Села. Во платформата уште стои потребата за еднаквост во оваа држава. Значи, државата треба да биде еднаква за сите, а не општеството да биде едно за сите. Стојат потребите за уставни измени, стои дека албанскиот јазик треба да се решава со устав. Нормално дека ние се залагаме за вистинска децентрализација, тоа подразбира можности и власт која е поблиска до граѓаните. Не можеме ништо да не направиме со ваква локална власт која е најцентрализирана во регионот, можда и во пошироки примери и размери од регионот. Предвидуваме ДДВ-то кој ќе се врати да биде повисоко и треба граначалниците кои се избират да имат не само вотување, него и можности за да ги исполнат тие ветувања. Со реакција дека изборот на Села е нелегитимен, излезе Љатиф Арифи кој вели дека еден од основачите на партијата. Тој вели дека е прекршен статутот на партијата, дека ова е негов трет мандат. Јас сум од првите денови и знаем точно кога е регистрирана партијата и јас знам процедурата. Ние одржувавме два конгреси пред овој на 10 март 2015 и на 21 март 2018. Значи овој е трет конгрес, а тие како што го толкуват, тие имат право, ама сепак ние што ја оспоруваме, ќе оспоруваме одлуката пред надлежните органи, така да Села за нас е нелегитимен. Како одговор на реакцијата на Арифи, Села вели дека секој има право на свое мислење и истакна дека ова е втор конгрес на партијата и не може да биде негов трет мандат. Јас сум имал и други пресконференции, сум давал изјави, сум повикал на сите граѓани да бидат членови на Алијансата за албанците. Исто така, сум повикал сите тие кои сакат да се кандидират за председатели на партијата, а ова е втор конгрес на Алијансата за албанците и не може да биде мој трет мандат како председател на Алијансата за албанците. Инаку вториот конгрес на партијата се одржа под мотото "Избери иднина со Алијанса за албанците".